Почитувани представници на Фудбалската федерација на Македонија, драги девојчиња, влюбенички во најважната споредна работа на светот, почитувани поклоници на фудбалот и на спортот воопшто, почитувани гости и сограѓани, дами и господи. Младоста и спортот отсекогаш биле во цврста и нераскинива врска. Струмица како град на младоста и град на спортот со години ги ползува благодетите на таквата врска. Така било во минатото, така и денес. И не е воопшто случајно што оваа кампања на FIFA наречена Live Your Goals или Живеј ги своите цели се реализира токму во Струмица. Оваа кампања на Светската фудбалска организација е една од најпрепознатливите и најперспективните иницијативи за развој на женскиот фудбал, со што се прави вистинска афирмација и популаризација на фудбалот кај понежниот пол, како на локално, така и на национално и на глобално ниво. Се разбира, откривањето на тајните на фудбалската игра најдобро е да се случи во најраната возраст, за да можат првичните афинитети и љубовта кон овој спорт да поминат во активно спортување со прогресивно градење на фудбалска кариера. Од друга страна, женскиот фудбал кој бележи рапиден развој обезбедува и одлични можности за водење здрав живот, без разлика дали девојките ќе се определат за рекреативно или професионално занимање со овој атрактивен спорт. Фудбалерките ширум светот представуваат идеален урнек за упорноста, дисциплината, тимската работа, меѓусебното почитување, учењето на фер плей и усовршувањето на фудбалската техника. Еден од најважните бенефити од масовноста во овој спорт секако е успешното справување со половата дискриминација ширум сите светски меридијани. Кога зборуваме за женскиот фудбал, не може а да не го изразам моето задоволство од подемот што тој го доживува во општина Струмица, преку постојањето на женскиот фудбалски клуб Тиверија и успесите што тој ги постигнува. Овој клуб веќе 4 години е стабилен прволигаш, а шампионската титула во кадетска и вице шампионската во младинска конкуренција се само уште еден доказ за тој подем. Импонира фактот дека клубот има 11 репрезентативки на Македонија во сите категории, меѓу кои се имињата на Александра Ристовска, Пале Николовска, Викторија Панчурова и други успешни фудбалерки со кои сите ние од Струмица се гордееме. Овој клуб во кој секојдневно тренираат 70 на девојчиња, како и сите други клубови во општината кои активно функционираат, ја имаат мојата и континуираната поддршка на Советот на општина Струмица, а безрезервна беше и помошта во реализацијата на проектот Да и девојките играат фудбал на женскиот фудбалски клуб Тиверија, во кој беа фатени преку 300 девојчиња од нашата општина. Убеден сум дека оваа кампања ќе даде дополнителен импулс во развојот на женскиот фудбал во Струмица и дека успесите во иднина нема да изостанат. Драги девојчиња, бидете среќни и исполнети со себе што сте дел од кампањата на FIFA Live Your Goals, Живеј ги своите цели. Ви посакувам убави доживување во дружењето со фудбалската игра. Еве и да го објавиме почетокот на оваа прекрасно дружење. Благодарам. FIFA се залага за развојот на играта во сите сегменти, а ние сите заедно ја поддржуваме во заложбата да сите бидат добре дојдени на фудбалското игралиште. Само со вложување во фудбалската игра може да се изградат здрави темели за развојот на фудбалот во Македонија и токму затоа Фудбалската федерација на Македонија повеќето своји проекти ги насочува онаму во развојот на инфраструктурата, фудбалските академии, детските лиги за најмладите, развојните проекти и активности, вклучувајќи го и женскиот фудбал. Сакам искрена благодарност да упатам до општина Струмица, каде секогаш се отворени вратите за проектите, како овој кој има цел за промоција на фудбалот. Овој град, кој е познат по големи фудбалски таленти и големи фудбалски звезди, но не е само познат по тоа. Струмица е град кој несебишно се залага и за развојот на женскиот фудбал. Не се сомневам дека ќе бидете одлични домакини на овој настан, за кој многу од овие девојчиња ќе остане во трајно сеќавање. За оние од вас
кои за прв пат се сретнуваат со фудбалската топка. Ви посакувам да имате убав и забавен ден и да се вратите на фудбалското игралиште уште утре. Они од вас кои веќе тренираат фудбал, знаат каква е магијата на оваа игра. Продолжете да играте оноку колку што сакате и колку што можете.